Добре дојдовте. Правиме дефокус на се што се случува во општеството. Правиме мала дигресија на сите теми кои што се актуелни. Правиме нешто позитивно, нешто инспиративно, ама и нешто дискутабилно. Ви нудиме 40 минути на добро чувство, а го наплаќаме во валутата наречена ваше внимание. Моето име е Снежа Велков, а ова е нешто конкретно. И ќе имаме нешто конкретно и ќе обработуваме различни теми. А првата тема која што ја имаме на располагање е: кој е попребирлив, мажите или жените во однос на изборот на партнер, а сето тоа е подкрепено од последните информации од Заводот за статистика, кој вели дека бројот на бракови се намалува од минатата година дури 25%, а се зголемува бројот на разводи. Сега вака викаат статистиките, дека најчесто се земаат од 20 до 29 години, а крајната граница е 34. Значи, после 34, бројот на оние кои што се одлучиле да се земат е за 60% помал. Сакам да разговараме и на темата зашто, например, машко има 35 години, е најпосакуван ерген, а жена која што има 35 години веќе се збабосува. Но најважно се е да дознаеме зошто се помалку жени и мажи се одлучуваат да се земат. Исчезнуваат ли оние посакувани карактеристики? Стануваме ли премногу индивидуалисти, помалку попустливи, се преценуваме ли и така натаму. Сега вака, на оваа тема ќе дискутираме со гости, кои можеби вака, ако ги видите, ќе речете не одговараат на темата, ама сега ако ви образложам зошто се овде, тогаш сигурно ќе се согласите со мене дека ги имам вистинските луѓе. Значи идеме поред. Вака. Една од најважните карактеристики кои жените ги издвојуваат како најпривлечна карактеристика кај мажите е смислата за хумор или народско кажано да те насмее. Духовит, вицкаст актер, геймер, однеодамна е јутјубер, а во неговата смисла за хумор веќе 10 години ужива неговата сопруга Елена. Гораст Цветковски. Кажи каква најава? Јас мислев ќе ме најави за нешто друго кога почна дека најпосакуваната работа е нешто друго кај мажите, ама мислам ќе се задоволам со најдухови, не е страшно. Добро, имаш една карактеристика, чекај. Една колку, аз замисли ни една да немам. Па тоа Ама таа е една од најпосекуваните. Некој се раѓа со среќа, некој. Можеш да ублажиш ако знаеш да ја насмееш и ти мора да си толку лепошка. Да, дали кјотеко што ќе јадам барем насмеана да го. Да, секогаш така. Продолжувам понатаму. Имаме уште една карактеристика на која паѓаат жените, а тоа е мажот да биде внимателен, да биде нежен, а уште ако знае да се однесува со деца, да биде посветен, тогаш е земај, бегај. Дали така било во случајот со нашиот гостин? Ќе ни каже, а тука е мајсторот за детски емисии Дружба со деца, Ивица Маринковиќ, ака Ивце Пивце. Добре ми дојде. Не можем да му парирам на Гораст. Со хуморот? Па со хуморот. Ќе се пробаме како? Зашто он многу адути има, само еден ти му спомна се, ја што сум. Значи одиме вака. Грижата за себе, мускулистото тело е уште една карактеристика која пали кај жените, а уште ако се вклопи со романтичен и шармантен пристап, тогаш имаме добитна комбинација. Мартин Видоевски, официјално фитнес тренер, неофицијално магистар за човечки ресурси. Дали е добра најавата? Супер. Добро. Сега, баланс и стручно гледање на темата ќе ни овозможи вистинската докторка за брачни односи, меѓусопружнички кавги и терапевт, миротворец, мој психолог, а вечерва ќе биде и ваш и наш психолог Бојана Стојменовиќ, од скоро Бојана Петровска. Добре ни дојде. Фала на покана, до сега вака не ме најавиле. Не, баш ми е мило. Види, јас се пронајдов во сите овие, кажи го, карактеристики, така да извинете дечки, ама јас исто. Ама тебе тоа ти е професија. Освен тоа, не пушкаш другото, сегде се вклопив да ви кажам искрено, барем така се доживувам. Значи, Ивци, извини, Мартин, извини. Само не сум и HR. Толку, тие две работи ми се. Добро. Видиме до крајот на емисијата. Може би уште некоја карактеристика ќе ти открие. Може ќе станам лепушкаш до крајот на емисијата, така знаеш. Добро. Значи, пред да почнам со дискусијата и со моите прашања, нешто да кажете во своја одбрана? Понес ќе си убавееме. Доктор ќе помага.
Јас можам да Докторката е слушам. тука Сега да ја слуша. представи докторката, значи очекуваме на крај некоја анализа да направи, Да. така да Да, треба да, да внимаваме што зборуваме. Не сакав да ве уплашам да не Не, зборувате. она Не, прави ама- психоанализа сега А? уште од почеток. Ќе обично ми даде сум- на крајот. Она на крај само ќе ни да извештај. Со визит карта да дојдеш малку. Навикнат су на пример на рейтинг како ќе реагира публиката, ама на Добре, доктор визитката вака. добре да стави да ни даде сметка, тоа веќе Може да почнеме? Може, значи имам спремни прашања. Ајде на почеток прво да ве прашам како ви звучи тоа, значи дека бројот на бракови се повеќе се намалува и сакам да дадете коментар на ова. Вака вика. Мажот може да се земе кога сака, а жената кога ќе ја одберат. И слично на тоа, таткото може да го ожени синот кога ќе посака, а ја мажи ќерката тогаш кога ќе има добра прилика. Повелете, господине со смисла за хумор. Тоа што се намалуваат браковите само кажува тоа дека луѓето стануваат се посвесни за себе и за својот живот и сваќаат дека животот е еден и треба да се проживее. Добро. Мартин, ти како ќе го дискутираш тоа? Значи ти си колку години си веќе во брак? Ние сме во брак од па 6-та година, 7-та. Добро, се уште тазе. Да не го Тазе. прашуваме Ивица, Ивица колку години си во брак? 6-та Па година. ако имам сега 35 минус 24, Ти си од 14 Ти си у години. брак пред да Од се 11 родиш. години. Пред да се родиш си у брак. Па да, отиди. Не, сериозно. Па нели 35 се нај... Така, Не. наједри. Значи, после ќе ви кажам Најпосетуваните. кои се најризичните години за развод, така да Аха. само да го слушнеме Мартин. Значи како ти го дискутираш тоа и генерално дали навистина мажите се тие кои што одлучуваат кога некој ќе стапи во брак? Па ја не би рекол така. Со оглед на денешнава околина и работите како се случуваат денес, мислам дека повеќето жените го диктираат тоа темпо. Они кажуваат да и не. Барем, да, Јас се сложам исто сум. така. Да, не мислам шална на страна. Мислам дека работите се Одма практично прифатија се вашите изедначија. сопруги кога ги прашавте да се земат? Уф. Одма, онде бај Точно, чекаше. скалики, нозеки скрша да за кога Кај реков, мене мислам дали. дека кај мене пресудно беше една автошкола, пошто јас се зареков дека кога ќе положи за кола и ќе ја побарам за жена и кај мене Она темпото го побрзо. диктираш Утре автошколата, ден да пошто положи. одма од прва се положи, Утре ден да така положи. да... Ја имав со бирање, со датуми, со специјални, А, со патална карта. Дека си романтичен. Не, да, чекав Го погоди да него. се Парис, Го па погоди. ја викнаа да претрес, па такви работи, О. брат. Инаку, бројот на бракови се намалува и многу поради тоа што не влезе малку американизмот во нас. Аха. Тоа Добро. според мене, зашто ги гледам како младиве растат, со кои серии растат, и мислам дека сето тоа си го земаат здраво за готово, така да ако не им се свиѓа одма развод, Аха. нема пробување, па зашто не им чини, па да. Или уопште не Не се се мучат. Не се, да, нема мачење, да. Што до негде и Не Не е трепат, управо. него да. Што до Окей. негде не е во право. Да, порасте Ја- и ја Или не би воопшто не треба да се Мгм. земат, Ма не или може да не треба знаат да се веројатно сега. развиват после 6 месеци или година дена. Бе, Тоа е ти мое лично мислење. Кога ќе земеш кола, на пример, и сега возиш едно време, сваќаш дека не ти одговари, сега што ќе продолжиш да возиш? Не, ќе си ја огласиш и ќе си ја продадеш. И ги земеш не друга се кола. продава жена Зашто? така. Не. Зашто да не пробаш да ја поправиш? Ама- Или на пример да идете на психолог. Значи, не Стој, да идете на психолог. На Бојана, советување. колку доаѓаат, значи на советување, вака дека кога доаѓаат. некогаш ќе им се случи. Ма вие не сте пробале Доаѓаат. Доаѓа, да, Кои се доаѓа. најчестите проблеми, значи зашто доаѓаат најчесто? Она кое што кај нас се смета дека е табу тема и дека прво пред се луѓето, а потоа и брачните партнери дека не доаѓаат и не се консултираат и дека проблемите најчесто си ги оставаат нели зад заклучена врата дома, тоа јас можам лично вака да го пуштам во вода затоа што е нешто кое што е навистина сменето кај нас барем во последните можеби 4 до 5 години е сменето затоа што навистина доаѓаат, се консултираат А кој е иницијатор на посетата, мажот или жената? и двајцата. Не можам да Мајка да, во мојата работа не можам да поделам, да. Жената рече. Да, како кажеш? Си имал таков случај? Свекрвата, Не, да. мене ми е супер свекрвата. Јас зборам за други. Па не покажува на мене сега Сериозно? да па еве има и публиката. Публика. Да. Позади камера. Сериозно свекрвата им вика идете да се советувате? Да. Има многу такви примери. Оу. Да не именувам. Јас имам примери каде што работам со цели семејство, па каде Не, што не, никогаш не, не, свекрвата не, е присутна, да. Ама таа највеќе зборува. Па вие слава сте Прави правиле. ако грешам. Тоа сесии се кукна слава, Прави човече. ако грешам. Со музика со Види, Кукна тоа слава прв пат која што е слушам. предизвик, да. Така да, зашто не се одлучуваат да стапат во брак? Многу пати причината е она несигурност која што ја имаат потекнувајќи од контекстот. Дали ние ќе успееме финансиски да се одржиме, дали ако Парите. имаме ние деца, тоа ќе изгледа поинаку. Чекај, Мартин, нешто Така да, кажувај. да. Мартин, нешто Ја исто имам гласува. исто друг пример од Бугарија Ајде. што живеат
дечкиве заедно имаат дете, меѓутоа не се земаат зашто во Бугарија има страф од законот, посебно на мажот. Зашто во Бугарија независно што мажот има створено пред брак, ако се разведат, све оди кај жената. Значи тоа пак е поучен некој. Значи се советуваат со предбрачни договори, пак поправиме ако грешам, се потпишуваат за делба на имот, ако се разведат, Еве значи човечките ресурси каде се појавуваат, гледате? Да, Абе, значи тоа пред да кога- стапат во брак имаат цел план што ако се разведат. Ама тоа кога луѓе имаат пари, кога се голтари човече како кај нас, Не, дека се што ќе не, делат, не. што ќе прават, што Не ќе си се во случи. право. Зашто веќе си го поделат кредитот? Продолжувам понатаму, значи сакам да знам зошто мажите кога ќе наполнат 35 години и веќе таму од 35 на кај 40 стануваат топергени, значи за пожелни за удаја, Дока 60 А- станува. а жените генерално кога ќе наполнат 35 години веќе Бабички. почнуваат така бабички, значи стари не женам, моми не и женам, така она е натаму. едноставно не, она нешто не што Зошто? има случајно не е Значи така. како да им е забранета на жените да стареат, а вие можете да си ја старите? Ајде да го слушнам тоа. Ти ќе почнеш? Пак? Чекај, пушти го Мартин да Кажам почне. нешто, Ајде, знаеш, доста. па ти поише искуство имаш од мене, јас со Ајде. втората се земав. Да. На Види, 35 не. жена Втора ми ми беше е жена. 36 години, си се грижи за својот изглед, си вежба, се храни правилно, така да она се изгледа топ. Извини за ова за бабички, ја не се сложувам. Има многу жени што исто така се Бабички. 40-45 изгледаат одлично и се топ за удаја, како што кажа. Ама друга работа е што нив, како го кажува она, Биолошкиот час. биолошкиот часовник им А, Значи тоа не, така, не, заради па не, ама потомство. веќе, да, тоа е тоа. Мгм, Значи веќе заради станува потомство. покомплицирано и потешко за да се направи дете. Да. Се согласуваш Горас? Не, што ќе Жена ми размислиш? е многу згодна риба, али тоа нема врска, тоа има среќа јас да се ја фатам. Пак ќе кажам, значи, дечки. Може да е многу млада типката, ако е неодржана и ментално и физички и Неправилно психолошки. сервисирана. Да, ако е диво Или градба, многу сервисиран. ако е диво градба, Да. што човеч и башка пази. Ако не ти одговара, не ќе ја смениш од дизел у бензин, не е тоа нешто што се менја. Така што Зашто бе? многу е Искрено важно, ќе смениш. многу е, Еве Мартин многу е тоа го важно прави. одржувањето. Одржувањето е многу Има битно. се Да. електрични возила. Така да мислам дека годините се точно од физички карактер мислам дека првенствено, Првенствено. ако иде така, али без разлика, значи во однос на изгледот шер човече, види ја. Ама колку операции има, добро. Абе не, со види се дете, одмah, пример, значи да одмah да судите. О, Човече да, операции се, имала. бе. Операции имала. Инвестирала. Стајла ова така да А, е, ова инвестиција. ова било, Добро. она било. Ако Добра. тргнеме операции на страна, Добра. јас мислам дека најрелевантно тука станува со која мотивација се стапува во брак. Ако ние стапиме со мотивација за да основаме семејство, тогаш да, можеби некоја жена на Мотивот е 45 големи. години Да. најверојатно ќе биде проблем за да остане бремена 50 години, да речеме. Но ако е мотивот за да ние имаме живот заедно, за да градиме заедништво и така натаму, тогаш не гледам проблем да една жена на 35-45 години да стапи во брак. Нема Да. проблем Така никаков. да. Мислам Значи, дека да, ова ја е побиваме оваа ова теорија е еден мит, неточна. Снежи, ова е еден мит кој што постои, особено затоа што прво, ако одиме во минатото наназад да речеме, како луѓето стапувале во брак. Што помлади? Зашто? За да можат што повеќе Да исолат, чека на брзинка до 9-10 за да можат и што повеќе потомство да така, едноставно создадат, да. Добро, да. Ќе се надоврзам на ова, значи вака викаат сопругата е као лубеница, или ќе ти се сопругата или сопруга се као лубеница, или ќе ти се погодат или не. Меѓутоа многу е побитно дека нити сопругот, нити сопругата не доаѓаат со упатство за употреба. Така? И сега, кажи што, ти доби упатство за употреба? Не упатство за употреба, ја Од прашав крвата. дали имам грейс период да ја вратам. А, таму доби такво? Не, Не? Или имаш уште до 10 години? не се шалам, се е супер. маркетингов принцип, и лубеницата и сопругата, така да и ние нормално. Али не знам дали е лубеница прашање, јас мојата си ја бирав многу време. Знаеш колку време бев сингл? Ова со упатството морам да кажам, ја обично не користам упатство. Се обидувам сам некако да го наместам телефон или било што, да го сетирам на сетираш, сопствени бе? потреби. Позадина, Така е, јазик, така големина, е, све. така е. И така треба. А ако запне нешто, Формат. форматирам од Одмah. почеток и пак. Фирме ресет. Да, да, да. Чекај, истото го форматираш или го менјаш? Не, тоа, немам простор за менјање. Тоа што е, го форматирам од почеток. Ајде се, големина, фонд, све. Добро. Така да не користам упатство, мислам.
Таков тип. Не, Да, дали да, сте да. дошле во ситуација стварно да не знаеш што е, да се Никогаш, викаш аман те никогаш. враќам? Никогаш. Нема враќање како враќање. Не, тука си се Нема под гаранција. Значи, Ја, дечки, ова е тоа- трик прашање никогаш. Значи, верувате Па ми, не никогаш, не смеам да одговорам, не знам што никогаш, прашање. Мартин, никогаш, верувај ми, Значи, Не ова- кажи не одговарај. никогаш, значи, не, нема не одговарај, значи, не одговарај е одговарање, а одговорот мора да биде Никогаш. Кај камера, ова ме снима? Никогаш. Никогаш, секогаш се разбираме, секогаш. А чекај, има уште една Се ситуација. ливче хелп. Еве јас една статистика ќе кажам, Ајде. за да го побијам ова. Има една точка, каде што почнуваат првите конфликти во бракот и тоа е нешто за кое што може би никој не ни помислува, затоа што обично кога ќе се спомне најстресно нешто во бракот или најкритична точка, сите ние очекуваме, леле, мора да имаме некој тежок проблем, мора да имаме, не знам, некој конфликт меѓу себе. Никогаш забораваме дека тоа најстресно може да биде нешто што е најубаво што ни се случува, тоа е раѓање на прво дете. Да. Статистиката кажува дека раѓање на прво дете е практично најстресниот животен настан во животот на еден пар, во бракот. И многу од разводите кои што се случуваат, еден добар процент се случува по раѓањето на прво дете. Така да, ако не се завршени никои други задачи, многу пати знаат да се случи да направи еден проблем. Зошто? Затоа што кога ние стануваме родители, ние стануваме практично, добиваме Робови. нова улога. Стануваме Робови. татко, стануваме мајка, освен тоа што ние стануваме, освен тоа што сме партнери. Не, мажот Ја само не го носев, пратеник. ја не го носев Да 9 станува месеца. мажот. Пратеник. Тоа Мажот рачуна станува дека- пратеник. Чекај да го Значи, слушнам, зашто станува пратеник? Го Па праќаш? зашто ја нон-стоп бев пратен, иди до аптека, иди се Праќаја да купи купи пелени, ствари. иди се, да. Не, ме, да. замисли, јас си викам, јас 2 години да не спијам како што треба. Греота. А Не, ние не, што не, не не, спиеме жените тоа? се па Значи, Ама тоа вонземја- збори за значи, жените. Вонземјански, тоа е вонземјански Да, напор што да. го имате вие. Значи, Да. кога сте бремени, не спиете како што треба. Кога ќе се роди детето, не спиете пошто мора да го доите. И тоа се замисли минимум 2 години лошо спиење. Ја 2 вечери нема да се наспиам како што треба, после сакам очи да му искобам на првиот човек. Ја видам, камо ли 2 години, 2 и 3. Добро, тоа кажа Help. еден конфликт, меѓутоа мене исто многу ме интересира, значи она кое што генерално мислам дека тука доаѓа до конфликти кога ние не можеме да се контролираме, тоа е една фаза наречена PMS. Имате вие некаков проблем со PMS? Имам секогаш проблем со PMS-от јас. Секогаш, Кога секогаш. стварно го доживуваш, го преживуваш или се враќаш полумртав? Тоа е, јас не го разбирам исто кога ќе ми дојде PMS, кога ќе дојде PMS-от во нашата фамилија, во нашето семејство, мислам дека и јас имам исто конфликти и не знам што се случува со Во вашето потесно семејство. да. Мислам тој можам да кажам дека PMS-от сите го чувствуваме како една Доживувате. како една заедничка. Сите го доживувате на свој заедничка начин. појава. Фала Богу, нашиот PMS трае многу кратко и е пропратен со минимални пикови. Така што и многу е важно дека свесни сме за PMS-от, значи го лоцираме, го кажуваме дека постои и одма можеме полесно да го Полесно се да го разбираме. друга Мартин, како е кај вашиот PMS? Ја немам проблеми дома. Супер ми е. Да? Да, сериозно. Значи ја пушташ во сала, она ќе се издува и ондак немаш никаков проблем. Па види, мислам дека и тоа многу влијае. Топ. Да. Исфрлањето на таа сега негативна. Не е Не тоа можеш ми негативна да пушташ да енергија. возам точак, оди Ама не, извози не, точак, извози оди се, се да. вратиш. Не, види, значи тоа е ситуација која што е докажана дека постои, нели, Добро да, ама психолошки, никогаш веројатно. некои не ја разбираат и Така. онда ќе се испокараат. Затоа што кај сите жени различно се одразува. така. Имам доста статии што кажуваат жена во PMS сака да еде чоколади, сака да гледа филмови, плачлива и тогаш имаме жена која што се повлекува во себе и не сака човек да види, да речеме, во наредните А неколку тоа дена. колку пати месечно? Да. Кој е еднаш или до два пати? Два Да, Ова за месечно. чоколадите, идејата е- Два пати да, месечно, знаеш. тоа е кај мене се фамилна паднало Да. со чоколадите. Но од друга страна Кај имаме мене си има паднато со чоколадите, тоа баш ми е драго така. Два пати месечно Оу. по 15 дена. Два пати И јас сакам месечно. поише месечно да има поише чоколади. Значи вака, Добре. за да се остане во брак или во врска, многу е важно да се почитува оној личниот простор. Дали ви имате некакви правила кои што сте си ги поставили од сам старт, бидејќи нели сте јавни личности и секој со своите обврски, од типот да речеме немој да доаѓаш во сала од толку до толку, на пример. Кој ги Ивце, тренира женските знам, не кој сме ги да, тренира иначе одма. женските немој да доаѓаш. Инстант имаш карање. На пример, немој да доаѓаш пред представа толку и толку време. Ивце, не знам, да не доаѓа на Не емисија. Значи доаѓа. имате ли некаков Ивце само не заштитен личен доаѓа. простор, од типот Немој да немој да ми доаѓаш. влагаш во веце, дури ми имам забиот. Има некои парови кои што дури заедно си се у веце. Стварно се случува тоа. Еве, како беа вие Зорица Брунслиќ, мислам дека и мажоти, значи они имаат две шоњи во Многу во романтично, вецето. апсолутно романтично. Да, Види. и они си прават муабет. Сериозно е тоа. Види, ако Што имаат, е? ако имаат они
ако видите, на пример, тоа е исто така за мене вид на терапија од сабале, кога ќе седнам, на пример 2 сата си читам, си правам и тоа едноставно тоа ми Значи не сме да ти влезе, така? Не, може да си влезе се, ама не е мислам, знаеш се, малце. А сега и ако се случи и едниот и другиот, тогаш две шолји или да, мора две шолји, уствари, нема друга опција. Да. Така да две шолји. Добро, значи тоа е твојот личен простор. Вецето? Не. И не дозволуваш се. Значи не е тоа личниот простор. Не. Личниот простор кооперација. Прво јас мислам дека според ме во моје искуство никогаш не сме седнале да направиме резок, пресек кога почна личниот простор на едниот, кога почна личниот простор на другиот, ниту па каде е личниот простор на едниот, каде на другиот. Тоа некако ни се поклопи, се разбравме едни на други, пошто нормално е. Едниот во гостинско веце, другиот во другот. Не, ја мислам дека 24/7 кај нас секој се осеќа, барем јас се осеќам за мене конкретно слободен, се надам дека тој и од сопругата, Браво за Елена. дека сум дека можам Те испопали? кога сакам кога, ма не сериозно, значи јас стварно немам моменти кои ќе речем шукјур 6 саат или леле таман чека да се затворам. Не, едноставно не ми фали пошто мислам дека цело време го имам и можам без никакво, знаеш, пошто кога ќе кажам на пријатели, на другари, слушај, сакаш ли да идеме, не знам, баскет или да пиеме или сауна, ај да прашам, ама ќе ти кажам околу 6, пошто она се враќа од 2, и знаеш малку дека да ја обработам. Да поразговараме до 4 сата, да поразговараме. Да се даеш така. Така да за тоа стварно немам правило, пошто едноставно се поклопија шолите се поклопија. Кои се најубавите карактеристики кои што ги има твојата сопруга? Мислете и вие, најубавите карактеристики? Најубавата карактеристика што има мојата сопруга, освен прекрасната насмевка, очите, тоа се физички работи. Трпеливоста. За да издржиш со човек како мене, треба да имаш Сајли. Браво. Браво. Одлично признание. И заборава вицови. Со 2 вица нема да поминам. Мартин, твојата сопруга, кои се најубавите карактеристики? Рековме не физичкиот изглед, затоа што за вас се најубави. Да. Баш тој го пишав, да знае дека за мене си е најубава, да не мисли. Па Заза ме поддржува, значи поддршката што добивам од Заза, там е според мене многу битна, многу важна. Значи ме мотивира, ме поттикнува да го правам тоа што го правам и цело време дури она е таа што ме мотивира дај понатаму, значи верува во мене. Колку убаво, многу ми е драго. Може да сменам јас карактеристиката со Мартин исто? Ве молам, значи ќе го вратам значи тоа со трпеливост и мојата сопруга ме поддржува и ме мотивира. Фала што после него кажа, баш ме потсети тоа. Значи ме потсети, иначе мислам да кажам лепота и доброта, ама и плюс на тоа и ова што ме поддржува. Али едно нешто што мислам со никого не е поискрено како со мене. Да? Кој ќе ми каже за нигде. Значи значи нема збор да кој ќе толку искрена, дури ме погаѓа че искрена. Бојана, ти, твојот сопруг? Мојот сопруг Пази што ќе кажеш. Пази што ќе кажеш. Пази сите гледаат, многу е гледа на емисија. Да. Што не знам, не можам да одвојам едно нешто или 2 или 3 нешта, најверојатно се значи сега не закопа сите. Да, но ако треба да одвојам, страшно е паметен. Страшно интелигентен и тоа е нешто што од прва ме уствои и го обожавам кај него. Добро, одлично, мислам, супер. Ама ќе се јас не се докажам. Чекај уште некај. Имаш уште. Јас не се докажам. Ајде каков сопруг се. Мора да се Ја ти кажам пуштиле од дома, мора да се искупи се, ајде. Ајде кажувај. Детето е со нешто, да, и нешто. Мајка на малолетно дете, значи неколку пати излегува утекот на минатата година. Еднаш. Не, значи на контроли. На контроли. И она кое што страшно ми е важно, пријателството. Мислам, не е тоа карактеристика, туку пред се останато што ние сме, мислам, ние сме другари. Знаеш, ние сме како најболи другари, буквално како најдобра другарка. Уште колку? Уште 2-3 години. Морам само нешто да кажам. Многу од не само паровите, многу лица генерално потценуваат и не ја знаат важноста на тој личен простор. И многу пати сметаат дека немаат потреба
или кога ќе кажам сите имаме потреба, знаат да кажат јас немам потреба, ние сме заедно, ние заедно живееме, да речеме зашто јас би имала или тој би имал потреба за личен простор. Сум имала многу клиенти со таа проблематика. Многу пати одењето во кафана, одењето во теретана, одењето во Треба да ги обложувалница, пуштаме мажите да идат и во теретана и во кафана. Многу пати во позадина може да значи само потреба за личен простор. Многу интересно, например, паровите што се во моје обкружување е многу интересно дека обично добиваме прекори, нели, не се тоа кузне какви расправи, ама дека дебе што мора се пак, значи вие цело време, вие сауната не си ја промашивте, вие терапијата у петок вечерта не си уднавте. А од друга страна кога ќе дојдеме и кога ќе речеме добре де, кога сме забранили вие или јас конкретно сум забранил ти да си земеш ден, два, вечер, секој вторник, секој пети ден, теретана никогаш. Ама едноставно, таа некоја пресија што се јавува барем во моето обкружување дека жената треба малце поише да се, нели, ашка околу децата, малце поише околу домот, па плюс феминизмот се сами тројански коњи си пуштите дека мора и кариера, мора и успешни, мора и пари да носите, мора и да заработувате, мора и добро да изгледате. Ние тоа си го наметнавме. Па не ние. Не? Не. Како го погледнавме и двете? Не. Јас не барам. Епа, чекај барем се. јас. Значи јас не. Каква жена ти бираш? Неуспешна? Еве ти кажем, неуспешна, која што не Домакинка. поправа, епа значи вие тоа Значи, ни го не наметнавте. е домакинка, Не. дечки, значи. Како не? Значи, Значи- треба да знаеш што не, Не. кога ќе речеш ти домакинка. 8 март. Значи, кој прво И 8 март више не се Прво е многу почнува. битно домакинка, од кој тип домакинка збориме? Збориме за домакинка која што не излегува од дома, која што само чисти, пере, пуши и готви. Значи Чекај не е се. тоа, не збори никој за таков тип на домакинка, ама таа пресија која што од нигде никаде се повеќе Ама вие жени тоа гледам го дека се правите. Значи, како, ако не сум едуцирана, ако не сум згодна, ако не сум успешна, значи, генерално, ви одлучувате дали ќе не одберете или не. Ја сигурно да имаш една домаќинка и да имаш една успешна жена, сигурно дека ќе ја одбереш оваа Зошто ја условуваш домаќинка. втората како успешна? И првата е успешна. Првата успеала да среди свет, да биде добра мајка, да ги едуцира децата, да направи еден куп, знаеш колку Ама работи. чекај друг да стигнеш да ги тоа едуцира десното, децата, све. Тоа десното кога е жена да речеме кога е некој успешна, не кариеристка, далеку, кога има успешна кариера, не значи дека е правилен родител, што за мене е многу пострашно од тоа да имаш ти мајка која што е сериозен бизнисмен, а децата дома да не ги насочи или да не ги воспита на најдобриот можен начин. Тоа е многу по-зезната работа. И са мене ако ме прашаш дали би бирал помеѓу Тоа ти е фамилија. не знам, председател на управен Да, одбор сега на побави некоја очи. банка Добро. или сопруга која што ќе има регуларна работа, која што ќе си заработува нормално, која што ќе има време за децата и која што ќе не извади и мене, пошто јас сум исто дете, заедно со нив. Ја ете, во и истиот момент го бирам левото. Среќа јас имам среќа да и Ама двете па се зависи од упрашање. теб. Ама види, сопругата моја ги има, значи ги бутка и двете страни и тоа се гледа по тоа што е нонстоп уморна е. Значи не дечки, Па, што се гледа? Не, аргументот е ја. јак. Кажам, значи јас гледам колку она се расчепатува на сите страни за да постигне А ти што се. им помагаш? Ја имам нема работи. кооперација, Не и ја имам пречам, не и сауна. пречам. Добро, Јас- стој. Мартин јас- да го слушнам на оваа Јас тема. само си земам слободно Време. простор. Мајка, Кралица, мајка. кралица, Жена, мајка, мајка, жена, кралица. мајка, кралица. Баш тоа е тоа. Српски Значи, си кој мајка звучи нема поинтересно. замена за мајка. Меѓутоа, ако прави кариера, она не може да биде толку посветена мајка. Значи, да се кој што грижи. кој што Така е. сака нека каже. Значи, не може тоа не можеш да го постигнеш. не може. Значи, ја Може, гледам ама не за многу. дома сега со две. Значи, алал да ја од сабајле станува. Витамини, сируп, јадење за еден, јадење за друг. Имаме и други што помага на секој дома. 25 минути ти живот. Ама менја пелени, значи како ти, значи да работи од дома, она не може да постигне работи од дома. Сега уште породилно боледување, не знам, уште нешто има и после треба почне на работа. Како децата ќе бидат после без нејзад дома, значи јас нема бидат најадени. 100%, значи Јаков јас не можам да го нахранам, како што може она. Една е мајка. Една е мајка. Значи само да не се разбереме погрешно. Јас не мислам дека ако има некој сериозна кариера и битна функција не може да биде добра домакинка и мајка. Не, Значи може. не. И друго Само кажам дека е многу захтевен процес, Тоа. многу тежок процес
И мислам, според мене, дека многу лесно може да попука по шавови на друго место, Чекај се. доколку се... Да си ми Тоа живи сакам да ти кажам ја, Ајде, дека не може едва чекам да кариерата. дојдам до слушнеме малку. збор, едва Ќе дојдеш чекам. сега. Среќа имаме и жена со нас. Значи, Едва додека чекам. биде првите 3-4 години, не може кариерата да оди напред. Значи не навлегуваме, тоа Значи, тоа е нема. индивидуално, од човек, од жена, од Ама треба професијата, да од не све. спие. Ама зошто тоа го правите како дефинитивно дека ете она мора да биде мајка и не може да се... А зашто Не, ја може преземеш да ти го кажав јас, улогата? што да го Да кажав дека чуваш ти дома што да го деца, кажав она дека нека не- си ја брка Што да го работата? кажав дека не е дефинитивно, него кажав дека е многу тешко. Многу е тешко. Тоа е тоа, значи Не дека многу не е тешко, она не е може да возможно, постигне. апсолутно дека нема врска, Ако само мислам дека може е да многу постигне тешко. со помош од мажот. Значи пожади секоја успешна жена што стои Успешен маж. успешен маж и две баби кои што ги чуваат децата. Дали е така? И помошничка. И помошничка. Да. Така? Значи може жената да биде кариеристка и све, меѓутоа многу ни треба Многу е помош од тешко. вас. И ја Многу е мислам тешко. дека многу ми е потешко на жените. Многу. Ма Снежа, мене многу ми пречува помош. Зашто? Што него Помош може е да не, направи тоа да, е мислам, обврска. тоа е обврска, тоа е Тоа е обврска, обврска. јас за тоа се така, сложувам. убаво Не, викаш, не. убаво Мене- викаш. мене- Ја, да. помош Не е е тоа као имаш помош. избор. Немаш избор, ти си татко. Па Не ли ви татко се даваат точно породилни така. на Имам вас? избор, во Америка Даваат. имаат Ете избор. даваат. Даваат. Зашто не го зимате породилното? А во Америка имаат мажите избор. Ќе одам по цигари и не се враќа. Е, он рече дека е А пратен. тука не можеш. Не, Ќе сериозно, одам по цигари имате и велес, ќе те дајат породилно. одма бе 20 ќе прашаат човече. Кај ќе бегаш ти? Ајде, Бојана да Да. заклучи. Да, 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 нека. мислам не да Може. заклучам, некако и во право сте, Вака. не сте во право, мислам секако, барем во однос на оваа тема. Мене страшно лично ми смета кога се кажува дека таткото мора да помага на мајката. Таткото учествува во родителството. Но и жените знаат да прават, можам да кажам, да си клизачи да се пуштаат сами на себе. Особено така, да речеме кога еве таткото ќе каже ајде јас ќе го нахранам и тогаш нели ние сме тука. Не така, помалку земај, не, помалку земај, не. Стави помалку и едноставно мажот од друга страна и се чувствува како ништо не знаеш, така? да. И на крај остави или и на крајот и мажот практично и намерно И почнува да излагаш прави. крив. Излагаш Не крив. искачаш крив, Се туку шалам, едноставно не. во Не врската искачаш низ останува на врата. жената. Да. Вака искачеш низ Да врата. излезеш право Да не низ те врата. видат Вака си навака. искачеш. Да. Сакаш да го раниш момент. Вака крив искачеш низ лево. Не можам да се низ угледам врата. по темата, очигледно многу мали деца има. Да, и така да, да. Твојата веќе е голема. Мојата веќе е самостална. У однос на тоа жена домаќинка или жена кариерист, мене мислам дека Ако речеш ти се погоди, значи стално им не мора да искочиш, не мора да искочиш него. Да. Сега да кажам, мене ми е многу битно времето. Ако може да биде и кариерист и успешна, ама да сме дома. Целата оваа тема е многу субјективна затоа што многу работи се сменети низ годините, да речеме жените се повеќе се образовани, се повеќе се одлучуваат за повисоко образование, за магистарски, докторски и така натаму, се повеќе ги Добре, гледаме свеќе како направите само да не- напредуваат во да не родите, кариерата, бе, само не, да не, не не, се не, Опет не, ние не, збори, не, така. да. Добро, Се Да, има школувате по статистика. 25 години, човече. И самото тоа менува многу, Снежа, менува со тоа што Само војска го. менува со тоа што годините се поместуваат. Да речеме, ако една жена претходно до 25 години или до 23, памтам во моите стари учебници по психологија, пишуваше дека психолошки најидеално за една жена за да стапи во брак е 23 години. Јас кога се вратам, Леле, по учебник сум ја. да, ти си учебник, да. Ја уште Но- срамно тоа. Да, но И јас кога раѓањето имам- до колку е? До 29? До 25 дека е идеално да роди и дека е жената подготвена тогаш да стане мајка. И јас сега тргнувам од лична перспектива, па ќе кажам, тоа е субјективно. Викам јас на 23 години да стапам во брак. Ама чекај ја. Да, не бев подготвена Нема лично, за да. тоа подготвеност. Но од друга страна, со годините доаѓаат и многу други работи, кариера и така Значи, не да ме натаму. прелажале. Како да ти кажам, Имаш ми го читал тој стариот учебник. Од околу, ама По старата програма, маш ти е по старата програма. Да. По новата програма да. сега нешто ново. Да. Да, така да многу работи Како менуваат. беше рано, ако ручаш имаш време и да вечераш. Да. Он е по старата програма и сега со новото образование ќе биде ќе стане дигитален мод. Да. Да не бидам сватана погрешно дека ние жените не треба да бидеме образовани, но идејата е дека сето тоа менува многу. Па едно истражување вика дека долгите врски поретко завршуваат со брак, а исто така дека заедничкиот живот пред брак најчесто почесто носи до раскид. Има и уште една статистика која што кажува и кога ќе се земат по долго живење заедно, дека се случува развод за многу краток период. Е, ние да сме си ми исклучени, зла, и за тоа да. сме А исклучени. зошто се случува тоа? Тоа е затоа што многу пати луѓето мислат или паровите мислат дека еве ако сега не функционира нешто додека ние живееме заедно, бракот ќе нас спаси, бракот ќе смени нешто и многу пати бракот има една Сакаат као тежина. на повисоко ниво да отидат, ама се Да, зезнале. бракот има една митска тежина дека нешто менува, нешто магично
вечно чудно треба да се случи, ние да се смениме како личности, да пораснеме, личен развој. Тоа е нешто кое што се очекува. Тоа е нешто кое што се очекува, а од друга страна кога практично ние ќе видиме дека не се менува ништо, ние сме тие кои што треба да работиме на себе, на истите проблеми како и пред да стапиме во брак, дека разликата е тоа што денеска е 15, а вчера било 14, само што сега имаме папир кој што вели дека ние сме во брак, тогаш веќе си продолжуваат конфликтите. Нешто вртиш со глава, Мартин? Не, ништо не ми смени тоа. Ништо не ти смени? Добро, ама ако ќе влезеш во брак, после што добивте свекрва и таз? Не. Но има луѓе кои што очекуваат дека нешто ќе смени. Кој ќе ви биде жирант сопругата? Значи одма влегуваш во една друга заедница и тука имаш кој ти е Сметки делиш, правиш. Значи ја пред брак не сум земал кредит. Да се разбереме, ама кога ќе влезеш веќе жирант, да, сопругата работи и полесно, одма е полесно. Со намера. Снежа, повели сакаш нешто да кажеш? Немам коментар. Сите ме прекинувате. Чекај да продолжам понатаму. Разводите викаат дека се случуваат на 5 или на 9 години. Колку години сте во брак? Ти речеш 6, Јас сум ти помина? 24. Ние сме седнати. Тука некаде ти гораш 10 години? Сме поминале Јас сум беш по новата програма. Како има крачи, бе, не се Јас дека сум по новата програма, нема кај мене. Каков развод не сте нормално, знаеш колку пакување има тоа? Само да ви кажам, дечки, статистика, дека второ дете обично доаѓа кога си нервозен. Не, кога луѓето кога си пијан? Не, кога престануваат да зборат мажот и жената, кој више ми све си накажали, кој више све е кажано и кој едноставно од зборови на дело сакаш да кажеш. Ајде дете, пак истото какаше се бањаше. Па од почеток. Какавме прднавме, се бањавме. Од почеток. Не се бањавте, не какавте. Оно. Тете викаше. Има вистина во тоа кој што го кажува, тоа е дека не само второ дете, многу пати прво или трето дете, многу пати знаат да биде дете што спасува брак. Се случува, можеби, конфликт или можеби се случува мртов брак и така натаму и така натаму. Одбран гостин. Кој знаеше, бе? Најодбран гостин. Млад сум. Млад си, да. Да, и можеби во таа ситуација се случува да дете биде оној спасител на брак. Имаме такви ситуации. Ама може да се деси, па и пак да се разведат и ние го после, како беше третото дете, треба да го вратиме, пошто нема више додаток. Може ке се изненадите, но има бракови што обстојуваат, се несрекни, а стабилни, обстојуваат низ годините. Имаме такви многу во Македонија. Да заклучиме кои се оние карактеристики кои што треба да ги поседуваат мажот или жената, кои што се добри за удаја. Има ли нешто такво кое што може да се издвои или што треба да внимаваат, еве на пример, оние кои што веќе се во подолга врска или веќе размислуваат, на што добро да внимаваат? Не, Гораст, имаш 10 секунди, тргај. Кажувај. Комбајн, сметка од швајцарска банка и Побрзо, да е почината мајка. 4. Бојана? Мартин, ти? Чекај, извини, не го слушам прашањето. Се шалам. Ајде. Не, добри карактеристики. Мене ми е, ти кажав како што кажа. Кај мажи или кај жени? И кај мажи, кај жени. Па не, кај партнерите. Да, кај партнерите, да. Така разбрав јас, кај партнерите, за да се стапат во брак, најверојатно. Значи, прво да се взаимното разбирање, комуникацијата. Тука до некаде и степенот на образование да им биде ист. Добро. Значи, имам исто многу примери каде што се влечат за нозо, што едниот филтр интелигентен, другава е тутурутка. Добро. И она е интелигентна од другиот. И обратно, тутурутка. да. Иако викаат дека мажите кога ќе се во присуство на убави жени оглупуваат. Тоа не знам зашто. Јас да. Како и психологија, магистрирана. Значи доле, тука доле ниско. И значи понатаму во животот, како што ќе доаѓаат проблемите, како што ќе рече Гораст, многу е битно како ќе се подржуваат и како ќе се носат со обврските. Тоа може да се види од заедничко живење предходно. Од заедничко живење предходно, да. Само знаеш, се сложам со Мартин, значи за мене на ден. Многу позезнати од 20 на ден. Или 20 на ден, многу по-идиот. Повеливца исто имаш ти 10 секунди. Како Мартин, значи она стара школа противностите се согласуваат или се сакаат, јас сум против тоа, туку напротив треба да се парираат и да видат се да дополнуваат, така да одесам 100%. Немам што да додам, едноставно Бојана што да додаде? Да заклучиме. Жените најчесто бираат стабилност, така вика статистиката не јас. Стабилност, харизма и смисла за хумор кај мажи. Леле. Комбајн. Да. А она кое што го бираат мажите кај жените, бираат да е жената здрава,
да е жената физички привлечна и смислот за хумор, комуникација исто така високо и котира. жената- И големи дојки. Не, Ви кажувам, тоа не го пишуваме, ви кажувам. Значи, тоа е жива Статистиката. вистина. Статистиката Статистиката покажа. кажа. Тоа е статистика, ова е на терен работа, сестро, на терен Ова работа е ова. Да. Што и кажа на сопругата? Дај еден комплимент, Не, смисли го на почетокот, првиот збор што Само ти да бил на ви- сопругата, што ти го кажа? Се сеќаваш кога ја виде? Јас точно знам. Ајде, Ти знаеш точно? кажи. Кажи го, ајде. Ја го пуштив муабетот преку една пријателка нејзина и реков таа не е свесна колку ќе ја сака. И ова така и го пренала. Ќе не расплаче. Не, само да кажам Ајде, дечки, Марти. јас сум тежок Мартин, папучар. Еве ти пола ќе не Тежок расплаче. папучар, само да знаете. Ќе не расплаче. Стварно. Значи децата ги прераскажуваат моите приказни како сум изненадувал да. мајка им по другарчиње у градинка у школа. Не, добро, инаф, Да ќе не знаете. расплаче. Еве готово. Мартин, ајде ти се сеќаваш што и кажа? Ја не се сеќавам на првиот, ама се Добро. сеќавам дека Прескочи зашто ги. прати на жена ми има кафуле и нарачувам кафе и ми викаат шекер сакаш, викам не, зазам е доволно сладко. Леле. Ивце? Па ја, како да кажам, Не се сеќавам мало. све положи од прва. Можевме да бидеме добар пар уште некоја година, ама све од прва Автошколата положи, звезда. да. Мене автошколата. Бојана, се сеќаваш сопругот што прво ти кажа? Добар ден, ако може да закажам сесија. Па пациентливо, беше пациентливо. Пациенти. Не, мислам не било ма. Не, да. Не, ама се обиде. Клизачи, добре, клизачи. Добре, одлично. Јас на крајот ќе заклучам, фала ви Слободно пак, многу, значи го пак ќе заклучувам. Заклучиме пече спаѓа. Значи вака, бидејќи вие мислам повеќето мнозинството бевте мажи заради тоа што тргнавме со онаа статистика дека нели мажите се оние кои што бираат, меѓутоа оние мажи кои што не се одбрани, значи вика вака, Едни како да примераци. станете посимпатични, мажите, совет. Слушај сега, вие не сте ги примениле овие Вие не мора да ги совети, слушате, иако не не, ги за мене ми е. Иако можеби не сте свесни за нив, слушајте сега, ако Мартин, ти сака може да маж да одиш стане слободно. посимпатичен, прво, треба да пушти брат. После тоа да ја направи Майк дроп. девојката да се насме. Да. Вика да си земат куче. Значи треба да си земеш куче ако сакаш да бидеш посимпатичен кон спротивниот пол, да имате другар што отмен носеше куче став, за тоа. да имате отмен став, Далеко од да мене. научите да свирите гитара. Добро, тука сум. Многу работи, фала. И да последно да водите грижа за забите. Тоа е тоа кое што Тоа може да ве волам. направи попривлечни мажи, така вика Ходам по куче се, дечки, јас. Пошто само тоа ми фали. Јас само гитара. Епа Ти ме толку. научиш? Ако имаш куче да се менјаме, Да, ти јо. куче да ќе ти Јо. дам гитара, да епа тоа е, тоа ќе се Тоа е тоа. Епа, добро. Види, може не мора на гитара, може на уста да свириш. Битна е мелодија само. Ама добро, не е Само исто е, ликата слушај, со гитарата. само не се- вака. Тоа е романтика. Не така, не. Романтика, романтика. Гитара, Добро. гитара, Јас да, мислам дека овде можеме да завршиме. Фала ви многу. Нема подароци Се за крај, надевам, како се немам подароци за крај. Не треба, не треба тоа. Како Да. секоја добра Не треба емисија тоа. треба да ја појде Тоа подарок. со подароци, Некој ама парфем, нешто. као на слава Да. да си дошол Некој и као се, спонзор, ај, нешто. останал Не, храна имам. као на слава, ај земете, Ај, носете земе. од бурекот. Не, Значи, драго ми е дека моите гости беа исклучоци од целата оваа статистика. Се надевам дека успеавме да ви покажеме тројца дека да еден се човек биде може во да брак е убава работа, затоа што Прекрасно. сите овие овде присутни. прекрасно. Не. Значи имаа и совети, меѓутоа ги споделија и своите искуства, така да кој знае, може ќе ја промениме статистиката до година. Јас сакам да влијаеме да ја промениме, Не треба да се смени, тоа само ќе се Иди да влошува. учиш да свириш гитара. бе, Ве дечки. поздравувам, доста Фала ти тебе. толку. Доста сме. Ајде. Фала ви, дечки, бевте прекрасни. Добре ми дојдовте. Повторно нешто конкретно за гледање и нешто директно за прашување. Има ли вистински мажи или се врста во исчезнување? Дали премногу очекуваме ние жените од вас мажите? Додека Тоа некои жени зависи. Чекај да видиме. очекуват вистински мажи според вашата дефиниција, многу добри мажи поминуваат покрај нив или во нивниот живот и некои од тие жени остануваат сами. Подоцна, кога ќе поминат годините, се прашуваат каква зла среќа имавме. Ниту еден вистински маж не влезе во нашиот живот. Да прашувам или да не прашувам како најлесно се? Не, да не прашувам. Како се раскидува една жена? Не, на Се девојка. заљубив, се Аха. оженив.
Потоа малку погрешив и Пак се залюби, пак се ожени. Вистински маж мора да врзе кравата, например дупол чвор, тебе те гледам, а вистинска жена треба да знае да му ја одврзе и тоа само во еден пот. Ти можеш? Ајде да видим. Дали можам? Па дали знаеш, не знам. Какво е тоа прашање за Како е тоа вистински прашање маж? за вистински маж? Добро, да видам. Добро. па депилација, кај ќе најдете вие толку храбар маж да се депилира? О, верувате, има мене, многу на секој Да ми човек, вие скувате само две треба да влакна, излезете. мислам дека ќе Не, и Дај чупалицата! Ги слушнавме ти оваа рака што може да направи, нели? Меѓутоа јас знам Моја дека рака кој знае да кале. Кале мојата. Тоа е сопругата која ќе ја викнеме, ќе си... Па, Ти го испофали. Ја му направи лоша услуга. Дај Павле. Павле, јас на твојот возраст. Дај Павле, имам друга задача за Па тебе. многу е мало дупче, бе, Снеже. Купчето е таман.